студиото со вас Маријан Николовски. Вечерни вести во 9. Добро вечер. Премиерот Христијан Мицкоски ги отфрла обвинувањата на опозицијата дека заедно со државниот јавен обвинител го штитат поранешниот началник на МВР во Штип во случајот со дискотеката Пулс. Кој ги заклучил вратите во дискотеката Пулс? СДСМ обвинува дека Мицкоски и Куцевски ги штитат виновниците за трагедијата во Кучани. Партијата прашува зошто нема обвинение за сменоводителот Драган Петрушев, кој вечерта раководел со акциската контрола, за кого, како што велат, постои снимка како лично ги заклучува вратите на дискотеката. Зошто контролата во објектот не е направена според наредбата? Дали Петрушев бил во контакт со газдата на дискотеката за да му овозможи поголем профит по цена на човечки животи? И што го штити? Партиската припадност во ВМРО-ДПМН или компромитирачки материјали за функционери? Тој бил должен да изврши контрола согласно наредбите уште во 12:30 часот. Мицковски и Коцевски мора да им одговорат на родителите дали постојала комуникација помеѓу сопственикот на дискотеката и Драган Петрушев и дали барањето од газда Деко било да се прави акциската контрола пред крајот на забавата со цел да се зголеми профитот. Од опозицијската партија обвинија и дека началникот на СВР Штип е заштитен од обвинителството поради блиските врски со власта. Премиерот Мицкоски вели дека СДСМ се обидува да злоупотреба трагедијата и дека јавноста знае кој стои позади изборот на Куцевски-Бубевски абази, кои испратиле своји обвинители на денот на пожарот. Во една прилика во парламентот го читав листингот на пратениците кои што го гласа Љупчо Коцевски за јавен обвинител. Тој може да биде се, но никако не може да биде близок до ВМРО-ДПМН, туку тој е јасно изгласан од мнозинството во парламент и од владата во која што членувале СДСМ и ДУИ на предлог на тогашниот прв заменик претседател на владата господинот Артан Груби. На вчерашниот марш за ангелите во Кочани, родителите изјавија дека тие што најмногу требале да ги заштитат се најголемите виновници – полицијата, инспекторите, газдата, обезбедувањето. Остануваат на барањето за неселективност во постапката, а ако не ја добијат правдата пред домашните правосудни органи, вистината ќе обелоденат во меѓународни рамки. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Градоначалничката на Скопје Даниела Арсовска и денеска со мобилен телефон на терен тврди пронашла нови незаконски градежни активности. Арсовска објави видео како се копа на диво за приклучок во канализациона мрежа на булевар Словенечка. Скопската градоначалничка најде на работници кои копаат и поставуваат цевки без дозвола. Додека Арсовска го снимаше дивото приклучување, рече дека лица со 2 бели мерцедеси неовластено ја снимале и се заканувале. Случајот се обидела да го пријави во полиција, но оттаму тврди дека ја испуштиле на телефон. Диво приклучување во атмосферска канализација, се сечале подземна инфраструктура, кабли, високонапонски има подале, заземјување, еве нова, 2 бели мерцедеси. Значи, ајде, ако знаете чии се, ве молам да ни дојавите, а ако не, пошто не знам, сега полицијава на прво јавување на Ирена Витина дека не се заканува тука. Прво помина еднаш се заканува, па помина уште еднаш не снима, па помина пак сврте не снима, ајде Safe City, извадете ги камерите и да си потврдите. Затоа што после немојте да биде, не сме пријавувале. Испуштивте телефон на 192. Од МВР велат дека полициски службеници излегле на местото на настанот и се преземаат мерки за пронаоѓање на лицата. Во врска со дивоградбите во Чаир кои ги обелоденува Арсовска и заканите кои ги трпи. Премиерот порача законите да важат за сите. Да го оставиме јавното обвинителство да сработи и се разбира доколку има такви докази да се постапува по истото и тука нема дилема, ние не можеме да санкционираме или не санкционираме едни или други. Законот мора да важи за сите. Но да го оставиме јавното обвинителство да сработи, па да видиме што е тоа што е доставено. Исто така, јас наистина жалам ако се случува тоа да градоначалничката добива закани по живот и ја охрабрувам веднаш да појде во Министерството за внатрешни работи и да ги пријави истите, а Министерството за внатрешни работи да испита кој е
заканувачот. Мицкоски ги потврдува обвинувањето од вреди дека Арсовска се користи како политички инструмент на ДУИ за дестабилизација пред локалните избори. Тоа, впрочем, е јасно на сите, но јас не би имал повеќе од тоа што го кажува господинот Меджити и господинот Ганил да додадам. Има вистина и многу скоро јавноста ќе дознае и некои други детали. Арсовска му возврати на премиерот да престане со приказната за дестабилизација, бидејќи никој не верува во тоа. И рече, доколку нешто и се случи, сите ќе знаат дека тоа доаѓа од него и во функција за спас на Влен. Градоначалничката Арсовска по повика од институциите вчера поднесе во ОЈО документи за да ги пријави дивоградбите во Чаир, кои ги открила со незините инспектори. Мирјана Давидовска, Сител телевизија. Идејата за една изборна единица ќе влезе во собранието како предлог на малите партии. Дали ќе заврши со измени на изборниот законник, за сега нема потврда. Една изборна единица и отворени листи. ЛДП утре доставува предлог закон откако представници на независните листи предупредија дека поради правната празнина по одлуката на Уставниот суд, на предстојните локални избори многу ќе биде потешко независните да се кандидираат. Ова не е нова иницијатива за Либерално-демократската партија. Нашите пратеници во двата претходни парламентарни состави поднесуваа предлог закон за истата реформа. За жал, тогаш тие иницијативи не добија поддршка. Но ние не се откажуваме. Цврсто веруваме дека оваа промена ќе донесе поголема транспарентност, поголема одговорност на избраните представници, како и посилна демократија во нашата земја. Предлог закон најави и Павле Трајанов со неговата Демократски сојуз. Ова доаѓа откако претходно одговарајќи на пратеничко прашање, премиерот Мицкоски ја отвори идејата за една изборна единица. Тема која секогаш пред избори станува актуелна, но кога навистина треба суштински да се дебатира е далеку од носење. Првиот човек на СДСМ Венко Филипче веќе кажа дека е отворен да разговара за ова прашање, но потенцираше дека за вакво нешто потребен е консензус од сите политички чинители. Социјалистичката партија, која е дел од владеачкото мнозинство, пак веќе се изјасни дека е против отворени листи и кандидатура на независни со само 50 на потписи. Итно пополнување на правната празнина пред изборите побара и председателот на Уставен по седницата пред 10 дена, на која го укина прагот од 1% граѓански потписи за независните кандидати. Во спротивно порача дека ќе биде направена тешка повреда на Уставот, правниот поредок и човековите права. Даниел Василев, Сител телевизија. Лидерот на СДСМ Венко Филипче од младинска трибина во Струмица повика на обединување и враќање на европската иднина на државата. Сега упатувам јасна порака. Ќе се ја земеме државата назад и ќе ја вратиме на вистинскиот европски пат. И да знаете дека вие како членови на социјалдемократската младина на Македонија сте наследници и на асномците и на илинденците. И тоа е свето наследство. И со вашата активност, со вашата борба, ќе ја вратиме Македонија таму кај што заслужуваме да бидеме. На европскиот пат, во европското семејство на народите. Многу ми напрашуваат што е бенефитот. Бенефитот е тоа што тоа ќе биде признание за нашиот идентитет. Затоа што тоа ќе биде начин на кој што поквалитетно ќе се живее. И затоа што влезот во Европа е конечно обединување на сите македонци. Во општата болница во Кочани продолжува медицинскиот третман на повредените од пожарот во дискотеката. Процесот на лекување е долг и мора да се следи постојано за да резултатите бидат задоволителни. Трајан Ристовски. Поголем број од повредените во пожарот во дискотеката Пулс во Кочани се прегледани и одат на соодветно лекување, односно на физикална терапија. Уште неколку пациенти остануваат за преглед, информира директорката на Универзитетската клиника за реконструктивна и пластична хирургија при посетата на Кочанската болница. Пациентите кои одат на терапија имаат подобрување, но предстои еден подолг период на психофизичка рехабилитација, зашто мора да имаат поддршка и од семејствата и од целото општество. Кучани веќе еднаш неделно е доволно да доаѓаме, чисто да ги видиме како напредуваат зараснувањето, односно лузните нивни, или пак дали се формира или не се формира некоја лузна, дали треба некој
екстра третман за дали PRP, дали стероидни инекции кои што се ставаат за намалување на лузните. Значи има и други начини на кои што тоа ќе се понатаму ќе се лекуваат. Друго, пациентите сите гледам дека од физикалната веќе напредуваат и со сите нивни движења. Се многу подобри. Значи за една недела некои што веќе кратко биле овде, они веќе имаат драстично подобрување во нивната функција. Во Општа болница Кочани доаѓаат лекари од Штипи и Скопје, кои помагаат на пациентите при нивните терапии, со цел да не мора тие да патуваат. Процесот на лекување е долг и мора да се следи постојано, за да резултатите бидат задоволителни. За Сител, Трајан Ристовски. По продолжение блог вести